Колега Коле, многу рековте и што не кажавте. Во среде економска, енергетска и не знам уште каква криза, кога граѓаните крај со крај не можат да врзат, вие говорите овде за дигитализација. Вие можете да се продолжите со бајки, колега, но вистинскиот одговор, односно најточниот одговор на тоа дали граѓаните живеат подобро и до кога можат да преживеат како граѓаните, така компаниите, се наоѓа во нивните паричници. Би сакала најнапред да ви реплицирам во делот на енергетиката, бидејќи гледаме дека пари во овој предлог буџет за енергетска инфраструктура нема. Каква база да воспоставиме, како што рековте, кога имаме пари само за гасни поврзувања од само 3 милиони евра во буџет од 5,3 милиарди евра? Ако бевме сериозна држава, ова ќе ви беше фокус. Македонското стопанство во првото полугодие од 2022 година плаќа 8 најскапа струја во Европа, според Евростат и Државниот завод за статистика. Невистина е дека владата се грижи за стопанството. Невистина е дека владата им помага на компаниите, затоа што овие компании, колега, плаќаат 8 најскапа струја во Европа. Да ве потсетам на еден период од 2015 до 2017 година, кога со државата раководеше ВМРО ДПМНЕ, македонските компании плаќаат четврта најефтина струја во Европа. За 5 години цената на струјата за македонските компании вашата влада ја зголеми за речиси 2,5 пати. Тоа, колега, значи економско и енергетско фијаско на вашата влада. 6-та година со ред не убедувате дека токму овој, токму сега е буџет за економски раст, а од поимот раст слушаме само за раст на инфлација, раст на сиромаштија, раст на цени. Со оваа ваша власт, колега Коле, ние веќе заборавивме што е економски раст. Едно време говоревте и за инвестициски бум, кого се уште никој го нема видено. Колку што видовме инвестициски бум, толку ќе видиме економски раст. Инвестициски бум ли, колега, според вас, реализација на капитални инвестиции од бедни 52% во 2022 година. Ама во 2023 година ќе сте реализирале 800 милиони евра. До кога, се прашувам, до кога мислите дека истите лаги ќе ви поминат кај граѓаните? Инфлацијата буквално ни го јаде животниот стандард и не, колега, не е увезена. Инфлацијата во најголем дел е резултат на задоцнетите мерки и погрешните политики на владата. Затоа, колега, со вас Македонија само губи и се задолжува. Не треба многу да се анализира за да се дојде до намерата на до реалната намера на овој предлог буџет. Доволно е само да се погледне ставката разни трансфери, која како никогаш досега е на рекордно највисоко ниво, што пак заедно со сите останати податоци јасно укажува на фактот дека буџетов што го предлагате е инфлацијски, а не развоен. Развоен ќе беше, колега, ако имавте јасни политики за приватниот сектор. Ако во владата имавте барем еден авторитет кој ќе влеваше доверба кај инвеститорите. Нестабилен и непредвидлив економски амбиент, јас се чудам како очекувате инвеститорите да ги вложат своите пари и да останат во Македонија. Декември месец сме, а се уште немате поима што ќе правите точно со даночната реформа. Што од неја ќе се отфрли, што ќе се задржи. Па како компаниите да ги креираат бизнис плановите? Тие, колега, не работат наќоро како државата, тие мора навреме да знаат што ги очекува. Затоа никој не ви верува. Затоа нема инвестиции и интересот за производство опаѓа, а тоа не е добра иднина за
го од нас. Еве и Стопанска комора бара одложување на оваа ваша најавувана даночна реформа и смета дека ако во ек на енергетска криза се воведуваат нови давачки за компаниите и граѓаните, тоа е дополнителен притисок врз нивното функционирање. Ама, според вас, во ова невреме, време е да се прават даночни реформи кои значат дополнителен терет на бизнисот. Прогресивното оданочување што ви беше како предизборно ветување и со кое оние кои повеќе заработуваат ќе плаќаа и поголем данок, е неизвестно дали ќе биде воведено и најверојатно и нема да биде воведено, затоа што во оваа држава се знае кој заработува, блиските до власта. 6-та година вие сте носители на одлуките од кои се очекува да нудите решенија, да носите раст и развој, а не да ни кажувате дека е криза. Ја гледаме и ја чувствуваме кризата. Цените на прехранбените производи се зголемени за близу 30% заклучно со септември, а кај поедини производи зголемувањето надмина и 50%. Наместо премиерот да кажува Ани Благојчо да те види сала, нека му каже на Благојчо да појде меѓу народот и да види докаде му се патиштата. Наместо да се собирате во сали за да ви аплаудираат вашите членови, излезете меѓу луѓето за да си проверите колку ви веруваат. Двојно помалку ви веруваат луѓето во однос на довербата што ја има ВМРО-ДПМН. Знаете зошто? Затоа што во 365 дена градоначалниците ја покажаа разликата меѓу неработа и проекти. Само за една година се виде дека во оваа држава има луѓе кои знаат како се напред и за време на криза. Затоа овие луѓе, колеги, колку и да негирате со главите, добија европско признание за извонредност и добро е од нив да учите како треба да се приближуваме во Европа. Европските стандарди бараат квалитет, реформирана јавна администрација, конкурентно стопанство. Што и да подпишете, колеги, нема да не одведете во Европа, ако не се изборите со сивата економија, со корупцијата и со криминалот. Реформите вас се уште ви се само на ниво на најава. Имаме зголемен ризик од стагнација и земјата мора да започне со реформи, реализација на реформи кои ќе го поттикнат потенцијалниот раст на среден рок, а за тоа да се случи мора многу да се работи. Но вам ви е полесно да подпишете се и се што само за да избегнете да работите и граѓаните тоа го увидоа, затоа 60% од нив се убедени дека земјава ја водите во погрешна насока. Ајде да зборнеме и за покачувањето на платите. Кога се фалите на ова поле, верувајте, граѓаните се чудат, затоа што знаат дека при просечна инфлација од 13,2%, односно при инфлација која за октомври е 19,76%, тоа што го добија како покачување ја изгуби вредноста, затоа што домашната инфлација го надмина растот на платите. Или попластично, платата не е покачена, туку е намалена куповната моќ. Не само што не е покачена просечната плата, туку реалното покачување е негативно, односно имаме намалување и за тоа може да посведочи секој граѓанин кој што пазарува. Инфлацијата во Македонија е убедливо највисока во регионот и изнесува 19,8%, што значи дека граѓаните имаат повеќе трошоци, а помали плати. Може би, колега, пораснале платите, но ќе ве прашам, чии плати? Го избегнавте? Не спомнам, рековте ќе го избегнам. Во ред, јас ќе ве прашам, чии плати пораснале? Оние на менаџерскиот тим од железници, кои во само еден мандат не чинат над 650.000 евра, а истите водат компанија за губар со минус неколку милиони евра. Да не ги спомнувам со име и со презиме овие луѓе кои ги голтаат парите на граѓаните на кои им е тешко да се прехранат. Заради вас и таквите како вас, инсталирани со дебели плати по институциите, Македонија се најде во топ 10 земји во светот со највисока реална инфлација во храната според
извештајот на Светска банка, насловен како Food Security, а е од средината на ноември оваа година. Знаете во чие друштво е Македонија на оваа листа со највисока инфлација во храна? Со Зимбабве, Либан, Иран, Шри-Ланка, Руанда, Унгарија, Колумбија и Уганда. Според нашиот Државен завод за статистика, во октомври зголемувањето на трошоците за живот за храна изнесува фрапантни 32,4%, што е дури многу повисоко од исто така драматично високата стапка на инфлација од 19,8%. Заслушав денес еден колега како вика: пастата за зъби поскапела бидејќи не се произведувала во Македонија. Како сте тргнале, ништо нема да се произведува во Македонија, затоа што деловниот амбиент ни е ужасен, непредвидлив и нестабилен. Зошто е таков? Затоа што нема борба со сивата економија, која според последните податоци кои ги најдов од 2019 беше над 30% од севкупната економија. Знаете што значи тоа? Дека компаниите во приватниот сектор немаат еднакви и фер услови за работа. Од друга страна, наместо фокус да ви бидат производните компании и фирми, вие се фокусирате на трговијата, а сите знаеме зошто. Вие моментално работите во интерес на големите трговски ланци, а ништо за приватниот сектор не нудите. Затоа ни се намалува интересот за производство, а тоа не води во пропаст, бидејќи сивата економија не придонесува во буџетот и што е најлошо, ги дестимулира компаниите да инвестираат, затоа што ги руши основите на еднаквост врз кои се темели пазарниот систем. Без справување со оваа појава, која ја подкопува конкурентноста на компаниите и интегритетот на целиот даночен систем, не може да се подобри деловниот амбиент, а тоа значи дека не можеме да очекуваме одржлив и континуиран раст, а уште помалку повисок животен стандард. Како заклучок, се намалува интересот за производство, се намалува интересот за инвестиции, се намалува интересот за туризам, и ова е знак дека треба да си одговорите на многу прашања и можеби ќе видите зошто ни се случува ова. Овде морам да ја додадам ужасната состојба во туризмот, а како подкрепа ќе ја наведам и бројката на запишани студенти на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. Во 2017 година, кога некој водеше реална грижа за туризмот и кога туризмот бележеше напредок, на овој факултет на насоката туризам имаше 52 запишани студенти. Знаете колкава е таа бројка денес? Најниска. Само 20 студенти. И тоа се предпоставувам оние студенти од Охрид кои немаат пари да се школуваат настрана. Така се губи интересот за клучни работи кои можат да носат раст и развој во оваа држава. Во сите сфери бележиме порази и ако не се согласувате со оваа наша констатација, ајде на избори, колега. Ајде на избори, па народот ќе ви каже кој ја говори вистината. Едноставно е. Благодарам. Благодарам, колешке, за контрареплика пратеникот Колече Ракчиев.